Audi покажува дека со динамичен и елегантен дизајн ерата на караваните се враќа на голема врата. Едно нешто што не може да се негира за A6 Avant е дека има сериозно мазен профил, зафат нетипичен за ваков тип возила. Audi се погрижи новитетот да биде најаеродинамичниот караван кој ги носи 4 прстени со погон на согорување, бележејќи коефициент на отпорот на воздух од 0,25. Со вкупна должина од 4990 мм, тој е за 60 мм подолго од неговиот претходник. На представувањето Audi вети дека патниците ќе се чувствуваат како во прва класа, тврдејќи дека A6 Avant нуди патување како во ниту едно друго возило во својата класа. Изграден на архитектурата PPC, нуди опционална адаптивна воздушна суспензија, може да биде опремен со управување на сите тркала и кватроспортски диференцијал. Друг вклучен елемент на првокласно патничко искуство е технолошки оптоварената и пространа кабина. Тука се вклучуваат дигитален кокпит со 3 екрани, прилагодлив панорамски стаклен покрив, премиум звучен систем Bang & Olufsen и автоматска контрола на климата во 4 зони. Иако Audi е фокусиран на електрификацијата, во новиот A6 Avant се нуди благо електрифициран бензински и дизел мотори. Тие се застапени со 2.0 TFSI бензинец со 4 цилиндри и 2.0 TDI дизел со исто толку цилиндри и двата произведуваат идентични 204 коњски сили. Тука е и помоќниот 6-цилиндерски 3.0 TFSI со 367 коњски сили. Сите се впрегнати со системот Mild Hybrid Electric Vehicle Plus, опремен со батерија од 48 волти, стартер со ремен алтернатор и електричен мотор генератор. Со полн газ електричниот мотор може да обезбеди дополнителни 24 коњски сили и 230 Нм вртежен момент, а исто така користи енергија од сопирањето за полнење на малата батерија. Се очекува во иднина да бидат достапни верзии со приклучен хибрид. Она што охрабрува е што во Германија основниот модел со благ хибриден бензински мотор е со цена од 58.000 евра, што е за 1.900 евра поевтино од почетната цена на A6 Avant во заменување.